Основците и средношколците утрово по 3-неделен зимски одмор се вратија во училишните клупи. Распустот беше продолжен со одлука на владата заради функционалност на училиштата и второто полугодие наместо на 18 јануари почна денеска. Во Куманово во сите училишта наставата е со физичко присуство на учениците, освен во државното средно училиште Киро Бурнас, кое целосно се реконструира, а учениците до крајот на учебната година ќе следат онлайн настава. Во вкупно 21 училиште колку што има на територијата на општината. Во основно образование има над 10.000 ученици и повеќе од 4.000 средношколци. Би искористил оваа прилика да среќен почеток на сите вработени во училиштата, на сите ученици, на сите родители, среќен почеток на второто полугодие на учебната 2022-2023 година. Посакувам пред се да има успешна реализација на наставниот процес, да се заврши успешно оваа учебна година и сите ученици да се завршат согласно своите можности и оно што го постигнуваат нормално како успех. Во моментот се работи или привршува реконструкцијата на општинско основно училиште Карпош, село Умидол, поточно за подрачно училиште во село Љубодрак, каде што веќе во финална фаза е реконструкцијата на училиштето и штом ќе бидат поставени оние основни услови за да можат учениците да се вратат од централното училиште во најкус можен рок, ќе бидат известени родителите и истите ќе бидат вратени во реконструираното училиште. Она што се однесува до реконструкциите веќе укажувавме и веќе имаме добиено. Знаете што се однесува веќе за долгопишуваниот и опишуваниот реконструкција на двете училишта кои учат во една училишна зграда Крсте Мисирков и браќа Миладиновци. Тендерската поставка, оно што сум информиран, бидејќи доаѓа од страна капиталната инвестиција од страна на Министерство за образование и наука е во тек, што ми биде изберен изведувач за за градежните работи, ќе започне и реконструкцијата на кровот. Знаете дека во септември месец дел од учениците со одлука на Совет на општина Куманово беа префрлени моментално во гимназијата Гоце Делчев за да следат настава со физичко присуство. И директорите на училиштата им посакаа топло добре дојде на учениците и на наставниците во второто полугодие, кое започна без проблеми и со незначителен број на ученици кои што поради здравствени причини денеска отсуствуваа од наставата. Утрово беше многу убаво да се чуе после еден месец скоро отсуство од ученичкиот џагор. Утрово беше полно училиште со ученици, радосни, одморени. Почнавме, второто полугодие го започнавме без никакви проблеми. Сите ученици се тука, присутни се на часови и продолжуваме со физичко присуство. Сите ученици продолжуваат во второто полугодие со следење настава со физичко присуство. Дислоцираните паралелки што се во гимназијата остануваат таму, бидејќи се уште немаме никаква повратна информација околу реконструкција на кровниот покривач. Имаме мало отсуство во нижите оделенија, тоа се учениците од 1 до 5 оделение, каде што се оправдано отсутни поради овие вирози кои сите ги слушаме на медиумите, меѓутоа тоа е незначителна бројка и се надевам дека брзо ќе оздрават и ќе се вратат во нивните училишни клупи. Второто полугодие е еден интересен период за учениците, каде што веќе започнуваме со училишните надпревари, каде што учениците го очекуваат со задоволство да си ги покажат нивните стекнати знаења од првото полугодие. Тука започнуваат надпреварите по математика и по природни науки и се надевам дека ќе имат убави резултати. Второто полугодие беше продолжено и најверојатно и учебната година ќе заврши на 14 јуни наместо на 9 јуни, затоа што како што изјави министерот за образование и наука Јетон Шакири, учениците треба да ги одработат сите 180 работни наставни денови утврдени со календарот за воспитно-образовниот процес во училиштата.